Французите се една од најстарите и најсамобитните нации на европскиот континент, со богата историја и култура. Во минатото, Франција имаше значајно влијание на формирањето на дипломатскиот протокол етикетија. Долго време францускиот јазик беше јазик на дипломатските преписки и дипломатската комуникација. Сето тоа не можеше, а да не се одрази на цртите на националниот карактер, францускиот стил во современото деловно однесување. Од 2000 година Француската алијанса Битола работи на промовирањето на францускиот јазик и на француската и франкофонските култури во градот и регионот. Секоја година таа е посетена од голем број ученици и стана важен актер на битолскиот живот, покрај многобројните настани организирани од страна на алијансата. Но Француската алијанса Битола е дел од меѓународната мрежа на француските алијанси, која е присутна во 137 држави, ширум светот со повеќе од 800 алијанси и повеќе од 500.000 ученици. Оваа меѓународна димензија и координацијата од фондацијата Француската алијанса во Париз се знаци за квалитетот на наставата во алијансата, сега фокусирана кон успехот на учениците и квалитетот. Францускиот јазик е јазик на околу 220 милиони луѓе на 5 континенти ширум светот. Мост помеѓу културите, промовирањето на францускиот јазик дава можност да се откриваат француските и франкофонските култури, како и многобројните културни настани организирани од страна на Француската алијанса Битола. Моментално се наоѓаме во просторите на Француската алијанса во Битола, место кое што можеме да забележаме доста забавно од повеќе аспекти, а акцент е ставен на изучувањето на францускиот јазик тука во Битола. И сега, бидејќи вие сте новата директорка на Француската алијанса во Битола и повеќе и за јавноста, но и за нас, која е Каролин Потел Златевска? Јас сум, како што кажавте, новата директорка на Француската алијанса, иако овде можам да кажам дека не сум баш нова, бидејќи 15 години работам овде како професор по француски јазик. Баш и ова година ќе го прославиме, роден ден на Француската алијанса и ќе направиме 15 години. Бидејќи овој месец март е посветен, е месец на франкофонијата, во текот на овие денови кои што доаѓаат, ќе послужат за промоција на францускиот јазик. Што точно ќе се работи, кои активности ќе се преземат? Ќе имаме повеќе активности. Например, сега оваа среда, 9 март, ќе имаме во малата сала проекција на филмот Маестро. Иако секој месец имаме проекција на француски филм и морам да нагласам и да ги поканам сите битолчани да бидат информирани на нашата веб страна, можат да доаѓаат на afbitola.mk, бидејќи тука можат да видат кои филмови се дадени во текот на месецот. Имат превод на македонски, може секој да дојде и слободен е влезот. Тоа е една позитивна работа во нашиот град. Други активности што ќе ги имаме, имаме интерни некои надпревари што ќе ги организираме, надпревар по граматика, иако не е многу забавно, но ги тера некако на некој начин нашите ученици да бидат уште подобри од тоа што се сега. Со некои награди, бидејќи ќе имаме организирање на франкофонски камп во мај. Најдобриот ученик ќе добие бесплатен престој во франкофонскиот камп. И некои речници и дипломи ќе бидат доделувани. Исто така ќе имаме на 21 март во ресторанот Кускус ќе направиме една француска гастрономска вечер
која ќе се вика Вкусот на Франција и на таа вечера значи ќе можат битолчани да вкусат некој мени од француска традиционална кујна. Исто така и овој месец значи ќе го прославиме и нашиот роден ден со една убава приредба со кој и други организации во градот ќе се вметнат во оваа прослава, како и модното студио Настасија например на неколку песни од француските пеачи и пеачки ќе изиграт на оваа приредба. Ќе го прославиме заедно и можеби со хорот на Битола со некои песни и талентирани деца кои што доаѓаат во Алијансата ќе можат да пеат песни на француски јазик. Уште една активност е во оваа сабота, значи на 12 март имаме една критична франкофонска маса со дечиња, значи ќе го промовираме користењето на точакот, велокултурата, бидејќи е многу битно и е тренд сега, нели, за да се запостави малку загадувањето, да тераме на некој поздрав живот и тоа фактички се вредностите што сакаме да ги предадеме на идните генерации. Бидејќи сме во соработка со француската амбасада, имаме значи возможивме паркинзи да обезбедиме и сабота ќе ги поставуваме тие паркинзи за точаци во градот. Интересно. Бидејќи францускиот јазик се споменува како јазик на љубовта, јазикот на добрата храна. А веќе колку години функционира Француската алијанса во Битола? Значи 15 години функционира. Тие 15 години можам да се пофалам дека многу деца, луѓе, возрастни, секакви возрасти, значи поминале кај нас, го изучиле јазикот. Нашите методи се доста современи. Имаме во оваа просторија интерактивна табла, сите учебници не се поврзани со интерактивната табла. Гледаме да ги заинтересираме на што поатрактивен начин, значи да го изучат францускиот јазик, но забавно да им биде. Потоа во врска со изучувањето, морам да напоменам и да се пофалам, бидејќи Француската алијанса е испитен центар за делфи испитите. Тоа значи дека секој ученик тука што ќе го изучи францускиот јазик ќе може да го полага тој испит кој што е меѓународно признат и што ќе му служи, значи или било на факултет да се запиши или во кариерата, бидејќи сите сега меѓународни интернационални фирми си барат во CV-то знаење на познавање на јазикот баш со таа диплома. Има повеќе карактеристики кои дават кон францускиот јазик, како јазикот на љубовта, на добрата храна, може да се каже на мелодичната поезија. И во општо францускиот јазик и француската култура општо се издвојуваат од останатите како посебни, како може да се каже со некои особени карактеристики на симпатичност и на сладкоречивост. Оттаму поаѓа кон опрашањето колку се заинтересирани и сега моментално младите луѓе да доаѓаат тука и да го изучуваат токму овој јазик. Има многу заинтересираност. Можам да кажам дека за градот Битола, бидејќи пак помал град сме, имаме многу ученици. Тоа може би е причина, бидејќи многу традиција, значи францускиот јазик во нашиот град. Сепак сме франкофонски град. Нивните дедовци, баби го изучувале јазикот и така си имат некоја дома традиција за да се продолжи следниот, тој јазик. Можам исто така да се пофалам и во училиштата, значи секаде во Македонија е многу тешко, бидејќи се нови јазици излегват, ама во Битола добро е бидејќи како на пример во Свети Климент Охридски ова година се отвори паралелка со француски јазик. Во Елпида Караманди, значи имаме француски јазик, во Стифнова веќе 2-3 години со ред, значи се отварат нови паралелки, децата се заинтересирани за изучување на јазикот и нас не е мило секако.
во Битола има една долга традиција на говорење на францускиот јазик. Повозрасните, многу од нив го говорат францускиот јазик. И сега, каква е, верувам дека имате доста млади ученици, но каква е заинтересираноста кај повозрасните да дојдат и да изучуваат францускиот јазик? Има интереси кај, да речем, не постарите толку откако ќе се пензионират, например, и дома се, наместо да седи дома, ќе се врати на некој нешто што порано ги сакале, например, сакале францускиот јазик, го сакале, па сега ете имат можност да дојдат тука. И баш на таквите часови со таквите возрасти ги гледаме преку француски шансони, песни, кино, значи филмови и со некои текстови интересни, поезија да го одржиме јазикот. Значи има, да, најстариот член во Француската алијанса ни е баш некни полнеше 70 години. Така да горда сум баш на такви членови фактички што ни доаѓаат. Кога сме веќе кај методите, бидејќи ја споменавте интерактивната табла, постојано се работи на образованието во Франција, но каква е имплементацијата на изучување на францускиот јазик кај нас? Според кои методи она малку попластично? Во Француската алијанса? Да. Значи, ние гледаме да одиме по француски програми, значи секогаш сме во текст со најновите учебници и секоја година купуваме нови методи. Претходно, значи, ги разгледуваме, заедно имаме една педагошка екипа што е направена во Француската алијанса. Ги избираме секогаш најдобрите и најубавите учебници и гледаме некоја година и нон-стоп, значи, се менуваат методите, бидејќи нормално е, генерациите се менуваат, темите се менуваат, значи, за современите методи исто така, значи, како што интерактивната табла и мора да бидеме во тек на времето. Што е оно особено, како се практикува изучувањето на француски, некоја метода, нешто поинтересно? Добро, еден час нормално се гледа во тој час, например 15 минути да се разговара на некоја тема, например, после преку некој текст или преку некој клипче. Сега, бидејќи на интернет имаме многу разни работи, што сега имаме достап, значи, и до песните, до пеачите, до некои интервјуа, емисии и така натаму. Порано што ги немавме тие работи. И сега гледаме се поќе, значи, учениците да бидат поблиску до автентичноста, до францускиот народ. И преку учебниците, и преку интернетот. Значи, нон-стоп се барат нови активности, нови песни се обработуваат, ги знаат, ги познаваат новите пеачи, филмовите, значи, секој месец тие филмови фактички што ги даваме во малата сала, во Центарот за култура, се сега нови извадени филмови. Французите повеќе се галантни отколку внимателни. Скептични се и штедливи, итри и досетливи. Во исто време се воодушевени, доверливи, великодушни. Емануел Кант забележал дека французинот е учтив, внимателен, љубезен, склон кон шега и слободен во однесувањето. Но тој многу брзо станува фамилиарен. Англискиот дипломат Николсон пишувал: французите соединуваат префинетост во наблюдувањето со посебен дар на јасна убедливост. Тие се благодарни и точни, но не и нетрпеливи. Просечен французин е толку убеден во својата интелектуална надмоќност, толку и убеден во преданоста на својата култура, што му е тешко да ја сокрие својата раздразнетост од варварите што живеат во другите земји. Тоа навредува. Нивната посхитувачка интелектуална комплетност им дава повод да ги сметаат неискрени сите збркани искази на помалку јасните умови. И тие често покажуваат лутина и вообразеност тогаш кога е неопходно да се покаже само малку попустливост. Тие одзиви од пред многу години не изгубиле актуелноста ни денес. Ако, например, во Англија уметноста на разговорот често се сведува на умење да се молчи, англичаните во тоа ја гледаат воздржаноста и коректноста. Во Франција, каде што многу сакаат и умеат да блеснат со збор, молчаливиот човек социјално се убива себе си. Ако во Англија грижливо ги избегнуваат сите алузии што се однесуваат до личниот живот, тогаш во Франција е обратно. Разговорот во Франција носи слободен карактер и се одвива во исклучителна брзина. Брзината на зборувањето кај нив е една од најголемите во светот.
доста интересно е тоа дека се работи на тој начин, значи, нели во општото образование веќе има примена на ИКТ технологија, но интересно е тоа дека особено младите луѓе ќе можат да се запознаат и со францускиот јазик и со француската традиција. Со француската традиција, со француската култура, затоа и секој месец кога имаме празници, француски празник, гледаме да ставиме акцент на тој празник и да правиме некои активности. Ако е, пример, последната активност беше Марди Грас, со децата правевме овде маскенбал, јадевме крофми, како што е традицијата во Франција. За жал не можевме да прошетаме бидејќи врнеше, но баш убав момент си поминавме и така ги памтат тие моменти и ги памтат тие традиции. Значи имавме и пред тој празник имавме празник на палачинките. Значи за празникот на палачинките се јадат нормално палачинки, се објаснува зошто се јадат и зошто е тој обичај таков и така. Значи се памтат кога веќе се прави нешто, тоа да речем поактивно така. Поголемо значење за францускиот стил на деловно комуницирање го има системот на образование, кој е ориентиран на воспитување на независните и критички настроени граѓани. Високиот слој на општеството особено внимание му посветува на изучувањето на филозофијата, историјата на уметност, француската историја и култура. На крајот, странскиот партнер е мајепсан од шармот на французите, но заклучува дека одржувањето деловни односи со нив не е лесно. Во деловниот живот на Франција големо значење имаат личните врски и познанства. Се стремат новите партнери да ги најдат преку посредници, поврзани со пријателски, семејни или финансиски односи. Претерано педантните французи обраќаат внимание на водењето на деловните контакти на постоечкото хиерархиско ниво. Француските бизнисмени внимателно се подготвуваат за престоечките преговори. Тие сакаат исцрпно да ги изучат сите аспекти и последици од следните предлози. Затоа, преговорите со нив минуваат во многу побавно темпо, отколку, на пример, со американските предприемачи. Многу светски брендови и имиња се поврзани токму со Франција, да ги споменеме писателот Иго, Балзак, Шанел и да не набројувам. Баш денес читав, имавме една поетска средба со културното друштво, од италијанското друштво и рецитиравме песна од Виктор Иго која се вика Моите две кирки, како повод, значи празникот на жената и изразувањето на љубовта кон секоја жена. Може да се истакне дека французите се доста умешни кога се работи за изразувањето и за говорењето и за особено важат за интелигентни луѓе кои во дадено време можат, на македонски кажано нештото, да си ја насочат водата кон себе, да тече, значи тие да имаат придобивка. Бидејќи вие како французика можете тоа во позитивна смисла да го истакнете повеќе. Што е особено својствено, карактеристично за француската култура и живење? Особено во овие нови денови. Што се издвојува? Сега моментално да речам што се издвојува, сега знаете се за жал со терористички напади што беа во Франција, сега најголем акцент се става на тоа слобода на изразувањето. Значи тоа е една вредност која сакам исто така во Француската алијанса да ја пропагираме, да речам, меѓу учениците. Демократските вредности, значи колку што се битни и секако да, за францускиот народ е многу полесно, мислам, да се изразат, бидејќи имаат многу висок и богат речник во францускиот јазик. И тука, значи, на повисок стил можеме да се изразиме и така натаму. Значи, треба да се изучи доста јазикот за да може да се разберат тие или дела што ќе се прочитат или и така натаму. На овој баш франкофонски камп што ќе го организираме во мај, ќе ставиме акцент фактички на слободата на изразувањето на децата, на некои теми, со некои обучувачи од аниматори од Франција исто така ќе доаѓаат, ќе имаме гости и од Грција и од Корча, бидејќи во Корча има Француска алијанса,
и ќе работиме на таа тематика, бидејќи овие вредности се многу важни баш сега во моментот во Франција. Во споредба со представниците на Соединетите Американски држави, француските учесници на преговорите помалку се слободни и самостојни. Во компетенција на непосредните учесници на француската делегација се наоѓаат прашања за тактиката на однесувањето на преговорите, каде што тие чисто демонстрираат голема разнообразност на средствата и пристапи. Французите големо внимание му доделуваат на претходно договорените работи. Предпочитаат по можност порано да ги одредат прашањата кои можат да се појават во текот на официјалната средба, да одржат претходни консултации во врска со нив. Француските предприемачи не сакаат да се судираат со неочекувани промени на позициите во текот на преговорите. Договорите, подпишани со француски фирми, се крајно коректни и точни во формулацијата и не допуштаат различно читање, толкување. Интересно е да се спомене дека исто така македонски ученици од овде можат да уживаат во размена во Франција, средношколски студентски размени организирате. Секоја година организираме некои патувања, дали туристички патувања, дали едукативни патувања, некогаш се како на кампови или размена на ученици, да, секако дека има. И ова година исто така во јули ќе имаме заедно во соработка со горната гимназија Јосип Брус Тито имаме ученици од Кајниф и од Кајна, значи што ќе одат на камп во Франција и плюс што ќе го посетат градот Марсеј како туристички, да речам, туристичка авантура. Да, бидејќи се во Марсеј атракција. Да, атракција. Бидејќи оно нешто што ме интересира, верувам дека и гледачите, изучувањето на францускиот јазик нели е еден од официјалните јазици на Европската унија. Какви можности дава познавањето на француски јазик кога ќе се излезе надвор од границите на Република Македонија? Секако дека дава многу можности. Прво, нашите ученици кои што се помали до 4-та година гледаме да полагат испит битва, за тој испит после да могу ја отвори вратите во Европа, било на факултет, значи без тој испит не може да се запишат на факултет. После и за вработување нормално во некоја европска или меѓународна земја или во Европскиот парламент или како што кажавте, значи е втори јазик официјален во Европа, така да треба да се познава и секако дека само може да се добие, а ништо да не може да се губи. Французите со љубов се однесуваат кон својата историја, земја, култура, јазик. Немалку важен фактор при одржувањето на преговорите и за време на деловните средби со нив станува користењето на францускиот јазик како официјален. Материјалите за разгледување на преговорите пожелно да се подготват на француски јазик. Треба да се земе во обзир дека французите се прилично чувствителни за грешките на страниците во францускиот јазик. На риторичките прашања им се дава големо значење. Сепак, ако вашиот француски партнер одеднаш почне да зборува на англиски или на руски јазик, сметете дека тој ден сте ја добиле најголемата отстапка. Бидејќи, како што споменавте, вие овде се нуди една посветена настава, но како можат исто така и учениците во домашни услови, покрај нели час и половина тука поминат, како можат и во домашни услови да го совладат добро францускиот јазик? Значи, како што кажавме,
Значи тука имаат настава некогаш од сат и 15 минути, такви не се часовите, некогаш сат и пол, зависи од возраста. Сега, бидејќи имаат пристап секогаш и сите со интернет, нема никакви проблеми тие да може да слушат. И тука да се развива слушањето, увото да се вежба и да можат уште подобро да го научат јазикот. И гледаме са промена во генерациите, нели пред 15 години беше сосема друго, сега веќе гледаме како впиваат фактички. Значи тој што сака да научи многу полесно може да научи денес, бидејќи се имаат пристап. Дали филмови, дали музика, дали емисии, значи се репортажи, документарни емисии може да се гледат на интернет. И вежби, многу вежби има исто онлайн што се ги упатваме, мислам, тие ученици што се заинтересирани и секогаш даваме, значи за дома, но тие што сакаат уште повеќе имаат различни сајтови како што е tv5.org, ако знаете за ова телевизија TV5 Monde. Сите нивните емисии се адаптирани за странци за да го изучат јазикот, значи за сите степени. Таков сајт е, мислам, одличен. Каролина, јас ти благодарам многу за твоето гостување во емисијата Кирилица. Ви благодарам вас за поканата и многу ми беше мило што дојдовте. За французите, кујната е предмет на национална гордост. При тоа, не треба да се заборава дека не е својствено да се остава јадење во чинијата, да се засолува јадењето по свој вкус или да се користат зачини. Јаки напитоци ретко се пијат. Виното се предпочитува за сите прилики во животот. Големи здравици не се вообичаени. Пред да се напијат, велат «а вотре санте» или на здравје. Сметката во ресторанот обично ја плаќа оној кој поканил на средба во ресторанот. За време на деловниот прием за работата се зборува само откако ќе се послужи кафе. До тој момент французите предпочитаат да зборуваат за културата и уметноста. Тоа веројатно е така затоа што французите не сакаат однога да го допираат прашањето кое ги интересира повеќе од се. Кон него одат постепено. После долг разговор, отколку на разни неутрални теми и како незабележливо без притисок меѓу крушата и сирењето, односно на крајот од ручекот. Да се поставува поинаку се смета не само за знак на невоспитаност, туку и на слаб ум. Демонстрирајќи го својот интерес, вие се ставате во улога на молител, а наидувајќи на негативен одговор, се ставате во неудобна положба како себе си, така и партнерот. Французите не ги карактеризира точност и не се секогаш педантни. На приемите го следат правилото. Колку е поголем статусот на гостинот, толку подоцна доаѓа. Ако сте поканети на вечера со председателот на француска компанија, тогаш ризикувате да седнете на масата половина час подоцна од означениот рок. Да се биде поканет на вечера со својот деловен партнер во Франција се смета за исклучителна чест. На вечера треба да се дојде 15 минути подоцна од назначениот рок, како подарок да се донесе цвеќе. Само не бело и не хризантеми, кутија бомбони или шампањско. При првата средба не е вообичаено на деловниот партнер да му се даваат подароци. Како сувенир одговараат уметнички албуми, плочи со класична музика и слично. Во целина, зборувајќи за францускиот национален карактер и стил на деловно контактирање, не смее да не се истакне разнообразноста на однесувањето, начинот на мислење, начинот на примање на французите. Една од современите карактеристики на современата француска нација е неповторливоста на незините индивидуи. Не постојат двајца французи кои исто би го одредиле своето постоење и кај кои би било слично спојувањето на тие елементи, како што се образованието, културата, очекувањата. Разликите меѓу французите постојано растат.